Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, зошто? Бидејќи во наредните 50 до 55 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва интервју со Евтин Клетников, Македонски манифест. И јас сакам да снимам такви интервјуа, почитувани гледачи. Евтин Клетников, Стефан Влахов Мицов. Барем една од 10 емисии да бидат со вакви личности. Да се грее, да се фаворизира, да се форсира тој македонски патриотизам, бидејќи е неопходен во вакви услови на една апатија. Не сакам да канам политичари кои ќе продават патриотизам и национализам, а потоа ќе го продадат или ќе опуштат низ вода за една фотелја или за одредена функција. Сакам со вакви личности кои се само ники во македонскиот простор, кои што изворно го промовира тој патриотизам, без некои посебни функции, фотели, привилегии, така натаму, значи од душа патриотизам. Такво интервјуто со Евтин Клетников. Одлично интервју, некаде 53-4 минути. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Вие сте против ЕУ и НАТО, не се договоривме со бугарите, сега вие треба да сте стрекни, треба да славите. Славите или жалите? Што не се договоривме? Тоа е тешко право. Прво не сум против ЕУ, против НАТО, да. Не сум против ЕУ, бидејќи е тоа убава визија, да се обедини Европа и она што вели Гоце, да има културен надпревар меѓу народите и рамноправност, меѓутоа против НАТО сум, бидејќи многу пати сум се изјаснил дека е тоа една светска криминална организација. Очекувавте вето од Бугарија? Бидејќи бугарите 100-150 години, нели, финансираат, спонзорираат, поддржуваат одредени структури, одредени партии, одредени политички групации или секакви други групации кои треба да докажат дека ние бугарите сме еден исти народ, кои живеат од две страни на граница. Ајде, дозволи да ја објаснам тезата сега, дали сме исти или не сме исти. Да, ќе ви дозволам. Меѓутоа, гледате, и сега таа Бугарија става вето на Македонија. Значи, еден народ од едната страна, според нивната филозофија на границата, става вето на другиот народ од другата страна на границата. Како тоа ќе го дефинирате? Бугарите се сами по себе оксиморон. Прво, нивната генеза не е словенска. Тоа е факт. Протобугарите се татаро-монголско племе, дојдени од Казан на Волга, нели, со Аспарух Кан, биле силни како и сите варвари од исток, кои се уште ги очекува Европа. Европа кога каже варвари, секогаш мисли на истокот, тоа каде што не сместуваат прилики и нас и русите, да речем. Така да, они се татаро-монголско племе и тие ја основаат тука силна бугарската држава, која во едно време е конкурент на Византија и Византија трепери од неа. Така да апсолутно не може да имаме ние врска со нив, бидејќи протобугарската нација е татаро-монголска. После они се фузираат со македонците, со словените. Ќе го анализираме ние тоа во емисијата, но по таа логика, нели, за да бидеме малку, нели, што се вика духовите во целата оваа ситуација, според таа логика, бугарите би добиле вето ако треба да влезат во некоја Евроазија, ако не се декларира дека има татаро-монголско потекло. Бидејќи тие нас не ставаат вето, бидејќи не признааве дека имаме во наводници заеднички бугарски корени, некој тамо во Татарстан или во некоја друга монголска држава, ќе им стави вето на бугарите за да влезат во Евроазија, ако не призна дека има татаро-монголско потекло. Добра ти е таа теза, бидејќи се сведува, нели, на групирање на расите, на народите. Мораме да се исмеваме со глупост и некој друга нас не ни простанува. Како ќе ја третираме? Не можеме да ја третираме како интелигенција глупоста. Глупоста треба да кажеме дека е глупост, дека потекнува од една глупа теза. Така да, видете, проблемот е во тоа што бугарите имаат проблем со идентитетот, не ние. Така е. Тоа е, значи, и они сакат да признаеме ние дека имаме бугарски темели за они да се вглобат во словенскиот менталитет, ген, идентитет и со тоа веднаш да признаеме дека и Кирил и Методи се нивни, и Климент и Наум, целиот среден век, се до она Аснон, Тито што велат тие истерично некаде. Така да проблемот на идентитетот е кај нив, не кај нас. Кај нас е извонредно цврст идентитетот. Дури таква линија на стамен идентитет нема
Да не ме сватите дека сум нарцис, нема ни една од европските држави јаки. Ке ве прашам, но да не ни избега тезата. Се доека ние постоиме, бугарите ги имат проблем на свој идентитет. За да го затворат прашањето на идентитетот, на својот идентитет бугарите, мораме да не станеме, да не нема нас ко Македонија, ко македонци. Значи, за да можат бугарите да прокламират дека имат словенски, христијански идентитет, дека се наследници на Кирил и Метој и така натаму, треба да ја нема Македонија. Треба да исчезне Македонија. Тука е проблемот и со јазикот е проблемот. Со све е проблемот, веројатно. Тоа е есенцијата. Јазикот, бидејќи протобугарите се татаро-монголско племе и нивниот јазик е татаро-монголски. Воопшто близок е до турскиот, до тие азијатски племиња некои, но нема врска со словенскиот. Што сакам да кажам? Тој самите бугарски историчари го потврдуваат. Пред 150 години, кај те велат, кога е руско-турската војна, наши се русите вели, не се наши турците. Они се шизофрено битие, ако може така. Шизма имаат. И меѓу татаро-монголски, они се гордеат со своите ханови, исто така. Јас сум го доживел тоа како гостин во Бугарија. Знаете ли вие за Аспарух хан, за ова, за... Од друга страна се грабат за словенскиот имот, што е македонски. Така да јазикот не може да биде нивни словенски, најмалку бугарски, као сега да тврдат дека ние сме нивен дијалект, зашто тој е татаро-монголски. Прабугарскиот јазик во книгата на Лидија Славевска, Генезата на македонците, македонската генеза која јас ја сметам за најреферентна на тој план, таа цитира еден бугарски учен Сефтерски, кој тврди дека бугарите речиси до 12 век говореле на татаро-монголски јазик на дворот на Симеон. Ако говореле на дворот на Симеон, може и пошироко да говореле. Така да до 12 века, пазете, Кирил и Методи, Библијата, преводот е 2 века назад. Значи немат. Значи, господин Клетников, гледате, тие се луѓе да направат една историска шпага. И ако некој кој не истравира... И несречно ги комбинира. Апсолутно. И како е права таа шпага? Значи се само на чекор да им се скрши кичмата. И ако не изведа таа шпага до крај као што треба, зборам историска шпага, тие може да останат инвалидизирана нација. Тоа е клучниот проблем на бугарите. Тие се во психата и тотално инвалидизирани. Знаете, овие сега Екатерина Захариева, после Каракачанов, после онај Бојко Борисов, онај шизофрен нивен пратеник Андреј Ковачев. Видете ги Џамбаски, така, видете ги тие како се хистерични кога е дискурсот македонски на примитивно национализам. Како варварски го напаѓаат нашето битие и така. Зошто е тоа така? Од психолошка гледна точка хистеријата е извор на шизофренијата. Тие се луѓе за мене клинички шизофрени. Нивните реакции се такви. Вие видовте кога Путин на нашиот Иванов, кој го запракнав потоа, кога му рече дека културата во Русија доаѓа од Македонија, цела бугарска нација патна во хистерија од власта па натаму. Што значи тоа? Значи и нивното колективно битие поделено, шизофрено, затоа што така го направиле. Инаку, како може, има 100 податоци лажни за бугариве, кои се заведени во историјата со бетон, како да ви кажам, како згради цврсти, кои не знам зашто нашата така наречена комисија што преговара со нив, или не ги знае што верувам, или ги крие за некој заевистички компромис и така натаму. Излага Путин и вели, словенската писменост потекнува од македонска земја или македонски земји и имаме Света Софија, која е символ на таа христијанска, на тоа православие, на Византија и така натаму. И ги пушта и двете, и Македонија и Света Софија, Путин ги пушта низ вода. Кој е тој проблем на Русија? Двата символи на православието и на словенството да ги пушта низ вода. Тешко ли е на Путин да признае дека писменоста доаѓа од овде? Дека руската нација, де факто и христијанството, и писменоста, и све што е темел на една модерна современа нација, всушност го црпи од овде.
Тоа ли е проблемот да се соочите? Вие сте близок на Русија, значи вие апсолутно нели со симпатија гледате кон таа руска политика и така натаму, но ние мораме да дефинираме и некои нивни стојалишта и позиции кои се противни на националните интереси на Република Македонија. Зошто за жал историски гледано Русија некогаш со прст не мрднала за Македонија. Не пушти низ вода промена на име. Дури со големите европски сили учествувале во некои нејзини трагедии, во Берлински конгрес и понатаму и пред тоа. Тоа е енигма, не знам. Тоа веројатно историчарите кои повеќе се занимаваат со фактографија можат тоа да го објаснуват, бидејќи царската руска лоза има врски со Англија, со Германија, се женеле, се мажеле меѓу себе, знаеш. Па е негде зафрлена Македонија. Македонија е дотерана до едно столчено племе, што важи, што вели Блаже Конески. И сега може тука и психолошкиот синдром, комплекс на Русија, како да признаеме ние дека од едно столчено племе ни доаѓа писменост, генот дури по таа линија, дека сме христијанизирани. Јас со еден руски интелектуалец разговарав, велам, знаете дека писменоста, дека сте христијанизирани од Македонија, не вика, од Константинопол. И му ја раскажав приказната, викам, еве ќе ви донесам руски слависти, за тоа пишуваат, дека рускиот кнез Киевски, таму била древна Русија, Киевска Русија, Владимир, праќа писмо до Охридската архиепископија и ги замолува да испратат свештеници да помогнат во христијанизација на паганска Русија, да ја воведат едноставно во цивилизација. И тоа е факт дека од овде одат со книги, со библии, со писмо македонско, словенско. И тоа го прават и една од 12 жени на Владимир е македонка. И со неа ги раѓа синовите Глеб и Борис, кои се првите руски светители, светци, мартири. И сега кога беше изложбата по повод руската државност, еден јубилеј во музејот на борбата, ако се сеќавате, јас бев и видов, таму прочитав дека Глеб и Борис, по мајка македонци, символички се заштитници на руското небо, пази. Заштитници на руското небо се прогласи. Значи од границата со Украина до Сибир, до Владивосток. И сега уште еден парадокс да поврземе, а Кирил и Методи, исто македонци, папата Јован Павле II, нели, ги прогласи за заштитници на европското небо. На Европа. И сега видете го парадоксит. Имаме двајца по мајка светци Глеб и Борис на руското огромно небо, двајца на европското небо, а нашето небо го штитат грците. Кој парадокс? Да, и еден ден може ќе го штитат со бомбардери. Ништо не се знае, таква историја. Имаше најава дека може и бугарите да го штитат. Така не штитат нас со бомбардери, како што не штитеше Европа и НАТО во 2001 со помагање и логистичко и војно на албанските терористи на ОНА. Тоа е заштита. Господине Клетников, која е таа една историска шизма што се вели? Тоа е. Значи ние сме да не си даваме може преголемо значење, но реално ние сме значењето ние сме ребусот. Значењето наше извира од нашата судбина. Што би рекол Блаже Коневски, големи ми името, ке посегнат по него. И точно тоа се случи. Тој е еден од столбовите, беше пророк, еден од столбовите на Македонија. Блаже Коневски е човек кој народи чекаат може едно столетие за да се роди така. Вакви мали народи, мали по како што чекаа може германците Гете да се роди, да речеме. Како што чекаа италијанците Данте да се роди. Чекаме веројатно многу повеќе. Како чекаа русите Пушкин да се роди, е една група. Добро, но вие имате една сосема различна теза, која е добро македонската, односно мојата публика да ја слушни. Бугарите велат дека кодификација на македонскиот език е направена 45-та година, тоа е тезата на Каракачанов, кој вели сигурно, кој вели дека незавршени софијски студенти, алудирајќи нели на Блаже Коневски кој студира во Софија и не завршил Софија, незавршени софијски студенти го кодифицирале македонскиот јазик.
Вашата теза е сосема различно. Да. Кога е кодифициран според вас македонскиот јазик? Да, мојата теза може изгледа радикална, ама добро вистините е да се јас не слушни. сум ја чул. Добро да се слушни. И за жал ова дека тезата дека нашиот јазик е кодифициран прв пат со Блаже Конески, јас ја имам слушано и од некои наши учени лингвисти во институтот. Сите тоа го говорат, нели? Да, Академијата, имаше, Васко имаше еден собир по повод 1000 годишнината од Климент смртта, мислам, пред некоја година, кој го организира во Скопје Руското министерство за култура. Ја бев поканет лично од Министерството за култура од Москва, добив покана. Таму бев шокиран кога од една наша лингвистка кажа дека нашиот јазик е млад. Мислите каква очајна формулација, млад да ти бил најстариот јазик, меѓу најстарите во историјата, зашто има потврда и во британските енциклопедии и во други, нели? Меѓу најстарите неколку јазици во светот. Млада нација, млад јазик, кодификацијата. Не е точно. Блаже Конески го кодифицира јазикот, бидејќи стекнуваме независност држава и треба, нели, да некоја почва да имаме за да тргнеме во литература, да напише ефтин песна, сонет, нели? И така натаму да во службата да се, тоа се вика кодификација на еден јазик, основни правила. Меѓутоа, нити Блаже е првиот кодификатор, нити Мисирков пред него кој исто има кодификација таква на Македонија. Нити Рацин кој според мене исто го кодифицира со бели мугри јазикот. Кој е кодификација? Нити Цепенков кој исто може да... Според мене првата кодификација, и тоа е вистина, се случува за време на Кирил и Методий, негде пред 1000 и колку години, 500 години, или од сега така дојде, или пред 2000 години, во 9-тиот, 10-тиот век, кога... Во 9-тиот век, кога ја преведуваат Библијата, кога ја преведуваат Библијата за описмено. Значи, смета дека првата кодификација направена со преводот на Библијата? Да, бидејќи тоа е јасно и во славистиката, бидејќи е тоа говорот на македонските словени, односно на македонците, јас би рекол, од Солун и околината на Солун. Така да бугарите е смешно да претендираат на тој јазик, како само дозволи како старобугарски, затоа што бугарите никогаш не влегле во историјата во Солун. Еднаш со хан Пресијан се доближиле, тоа се историски податоци, само на 20 километри до Солун, и тоа е целата вистина. Значи, тоа е македонскиот јазик и тие брилијантно го кодифицираат со брилијантниот превод на Библијата. И тој јазик влегува како еден вид маја литерарна норма тогаш на сите словенски јазици се проповеда на ниво црквите. Црквите во тоа време имале еден вид статуси на универзитети, така грубо речено. Дори и романската црква го користи тој јазик за своји богослужби. И така да првата кодификација е тоа. И смешно е бугарите да тврдат дека како ќе парираме? Кирил и Методий се бугари, бидејќи има податок историски исто дека Методија е пратен од византискиот цар Михаил III, кој е исто од македонска лоза, византиски го викат нормално, кој го пратил во источна Македонија, негде во мојата Малешевија родна, на изворот на Брегалница, каде што е негде постоел равен, каде ја создали и кирилицата со брат му Кирил. И таму е пратен, тој бидејќи бил познати како воен стратег, како човек од акција, Методий, да го организира местното население да ја бранат бугарската граница од Византија. И сега замислите, византиската граница од да ја брани од бугарите. Тие биле мочни, варвари биле уште. Сака да кажете. Така да нивниот варварски инстинкт, од подсвеста, како што би рекол Фројд, и денес извира кон Македонија. Тоа е варварски инстинкт, страшен. Нема да ве разбери публиката, ќе мораме едно по едно да. Значи прво, бугарите сметат дека Кирил и Методий се нивни. Дека се бугари. Еве докажавме дека никогаш бугарите не влегле во Солун. Дури има предлог на закон кој е доставен до бугарскиот парламент од страна на партијата на Красимир Каракачанов
каде што се инсистира 24 мај да не биде ден на словенската, туку да биде ден на бугарската писменост, да се смени. Значи, гледате, бугарите Тоа е бугарскиот лансират... културен шовинизам, ја би го нарекол. Значи, бугарите сака да докажат или да направат знак на еднаквост помеѓу Кирил и Методи и бугарската писменост. Значи, тоа е првата фаза. Затоа им треба ние да признаеме дека имаме темели бугарски, за да ги земат. Они знаат дека се крадени, затоа се хистерични кога... Втора работа. Ако Методи е пратен во вашата Малишевија... Ама еве таа нашата комисија не им го кажува на бугарите. Значи, ако Методи, еден од браќата Кирил и Методи, е пратен во вашата Малишевија да ја брани границата на Византија против агресивните ратоборни воинствени бугари, тоа значи две работи. Методи не е бугарин и второ, дека Византија не е грчка, туку дека Византија може би е македонска. И дека најголемата измислица е... Византија била мултиетничка. Таму имало може македонското население, ромеи. Тие се викале ромеи, бидејќи биле римјани од Римската империја, затоа се викале ромеи. Иначе Византија е крстена од запад, ја крстува според едно мало местенце, дури село, Визант. И Западот го издигнува тој мит Византија на ниво на тоа, според мене, и да се заташкаат македонските траги. Така да, убиството на македонскиот идентитет не почнува од денес, од Северна Македонија, туку далеку напред. Тој почнува од времето кога се поразени од Рим војниците на Александар Македонски и таа омраза се втиснува страшно кај нив, и тогаш е разделена на 4 дела 4 провинции. 4 провинции, дури донеле закони да не комуницираат едни со други, да не тргуваат едни и така натаму. Со денови златото и богатството. Така да тоа и трагите писмено се сега видите зошто е анимозитетот на Европа кон Македонија, на Западот, на западната цивилизација. Затоа што они го усвојуваат пак се тоа атавистичките овие патишта на подсвеста кои извираат несвесно во свеста. Значи, они го прифаќаат не македонскиот, туку римскиот концепт на владење, со железначизма, со кршење на рбет, со сила, со асимилација на други. А како бил македонскиот концепт на Александар Македонски? Неговата глобализација не била корпоративна, како сегашната западна, туку тоа била глобализација на култури, на демократија, Значи, он го укинал прв робството со Аристотел. Византија почива... И затоа не ја одговара на Европа тој модел. Византија преживува токму благодарејќи на моделот на Александар Македонски, за разлика од Рим. Ако е едното источно и западно римско царство, источното продолжува да живе 1000 години подоцна, па дури Османлиската империја функционира во еден период додека е сила број 1 во светот, токму на концептот на Александар Македонски. Има, да инкорпорира, а не да уништува. Незалудно го обожавале турците Александар Македонски. Искендер. Сега Ѓорѓи Кастриот стана Искандер, и сега да се прашаме како стана одеднаш Скендербек. Ајде да видиме да не избега тезата. Значи, Македонија е простор на грабеж воопшто, на соседите. И сега продолжува тој грабеж. Мислам дека малце треба да ја прошириме тезата или темата. Гледате, не избега мислата за Кирил и Методи. Кирил и Методи тезата дека во Византија доминират македонски династии, Ростислав од Моравија бара помош од Византија во процесот на германизација на тие словенски племења, лужички срби или како да ги наречеме денесни словаци, чески и така натаму, и бара помош од Византија. Зошто Византија би им дала помош, ако грчката или елинистичката култура доминира во Византија? Тогаш грчкото писмо би било во... Сосема логично. Нели логика... Значи, Растислав знаел дека таму има браќа по крв. Кои говорат на сличен, на исти јазик. Да. И се обраќа до Михаил III. Тој не бил грк. Тој е македонска династија исто. Да. А сето тоа го забошотува под превезот Византија, Западот. Знаете, Византија, византиско.
И ние сега кога говориме за нашите фрески и икони, и јас сум говорил, сега веќе не, византиски фрески, византиски икони. А тоа се македонски мајстори кои ги работеле. Од македонската династија, и Михаил, и Утихи, и мајсторот од Курбиново. И се до Дичо Зограф, кој го заборави, за жал. Академијата наша забрефтана околу себе промовирање во нивната енциклопедија Човек столетие. Знаете дека го нема Дичо Зограф во таа енциклопедија. На Блаже Ристес. А има пеачки, 300 чуда. Дичо Зограф. И уште некои, например, го има од Михаил и Утихи, и го има само едни од Михаил. Се Утихи нема, а тие биле. И така натаму. Дојде од Бугарија предлог од овој што е заменик председател на Бугарското собрание. Тој е еден од тие бугарски олигарси текуни Веселин Марешки, кој вели дека треба да се формира голема Бугарија. Како ќе се формира голема Бугарија? Така што Македонија сегашна, Северна Македонија, како што тие нарекот, а за мене тоа никош не може да биде прифатливо, и Бугарија ќе се спојат во една држава. Прв премиер ќе биде Бојко Борисов, ако ќе се умори Бојко Борисов бидејќи постар, негов заменик ќе биде нели династија да се воведи, заменик ќе биде Зоран Заев. Значи бугарите на крај покажаа што сакат. Да не постои македонска држава. Зоран Заев може како Хан Аспарух да го поставиме. Да, како внуче на Хан Аспарух некој отприлика. Значи да се спојат Бугарија и Македонија. Што ќе постои на бугарите? Да, ма видите, знаете, ние тие тези и тие информации што доаѓаат од тамо, многу наивно не ги третираме. Тоа се планови на едно шизофрено битие за кој говори. Тоа се на шизофрено. Мислам дека тамо не може да стане збор за битие. Тоа е концепт, тоа е стратегија, тоа е идеологија која ги има една шизофренија. Тие не може да се откажат од Сан Стефанска Бугарија која траела неколку месеци, што знам таму како нехне. Па не траела неколку месеци. За жал русите им ја донесуваат, а тие 10 пати бугарите им удираат нож во грб на русите, веројатно и сега тоа ќе го сторат. Знаеш, тие по нивната психа си одат кон германцеви и сега што се случува, тоа не е случајно што Меркел не притискаше да го сменим името, а сега вели работи Берлин за вас, ама решете си го меѓу вас спорот, убаво, а тоа значи прифатете ги во некоја смисла, да. Како вие толкувате таа бугарска стратегија да се обединат Македонија и Бугарија да биде формирана голема Бугарија? Значи ние 50 или 60 години разговараме за голема Албанија и тоа го третираме како најголема опасност за еднината на Македонија, Тиранската платформа, кој исто геноцидна платформа, да не речиме фашизоидна платформа на која е формирана македонската влада, но од друга страна веќе ги имаме овие тенденции на бугарите за обединување на Македонија и на Бугарија за формирање на... Тоа е заменик председател, видите, тоа се територијални претензии кон една соседна држава. Не е проблем, тоа се... Како вие тоа ќе го дефинирате? Па јас веќе го дефинирам во некоја рака како нивен психолошки проблем. На шизофренија, една на хистерија, и тоа го прават тие за да ги покријат своите историски валканици. Па дури право да се вглобат во еден идентитет кој им историска слава тотално. Они ако се вглобат во тој, да речеме се споиме, ќе посегнати по Александар Македонски. По таа цивилизација, оти во Бугарија има книги напишано. Исто од некои дали квази историчари, Коларов има еден кој напишал историја за Александар. И русите го има тој комплекс во однос на Македонија, токму околу Александар Македонски. Па и Наполеон го имал, Наполеон исто го, и Хитлер го имитирал Александар Македонски. Што би рекол повторно Бразе Коневски, големо ни е името. Васко сега за Бугарија, значи што значи? Сакат они со тоа да им ги сите историски валканици да им ги испереме со тоа, ако се сложиме, тоа е нивниот концепт. Сакаат да им го испереме фашизмот, бидејќи тие беа со Хитлер, фашисти беа, правеа злодели. И знаете, кога би имало кај нас, според мене, некое
пријателско обединување со бугарите, затоа што народите се по дефиниција добри ако не се заразени како бугарите. Ако не се контаминирани. Со некој отров, така. Значи, иначе нема лоши народи. Отровот е секој преку образование, знаете. Така, Тоа што тие нас не обвинуваат, тие го преку прават некои суштества негативни, вампироидни, како да Но не кажем. видите која хистерија направена во Бугарија. Лете ги анкетите. Иначе Тоа е колективна хистерија. Искрено би они постапиле кога би дошле, да речеме, една делегација сега Бојко Борисов, Екатерина Захариева, Андреј Ковачев, Џамбаски и Каракачанов во Ваташа. И кога би се поклониле пред жртвите на бугарскиот фашизам и би рекле ние се каеме во име на нашите предци, татковци, дека направиле злосторства. Мислите дека имаат? Ве молиме, простете ни, ние сака, ние сме браќа. Мислите Нема никаква, но велам дека тогаш би... Па тие не убедува дека македонци убиле македонци во Баташа. Дека тој што бил македонец открива паланка. Значи тие не можат ни ноторни историски факти да прифатат, да може да ги инкорпорират во себе, да можат да сменат дел на политика. Тие треба да одговорат од безгрешност на својата политика. Зошто ги собраа со нивната фашистичка метла 7-8 илјади еври и ги однесоа во зовите на смртта. Ем бевме окупирани, ние ги однесовме евреите. Значи гледате кој е тоа таа шизофрена историска мантра кој се обидува да Ама види, Израел знае евреите кој е тоа, има документи за тоа. Има документи. Они лажат, ама историјата знае. Знаат и германците. И видите сега како се Васко, како се да не изгубам мислата, како се фузираат, некако се обновува таа оска. Премногу е мојата теза радикална, ама пак извира негде од подсвеста. Значи, Фројд изгледа многу има право дека она што велат и србите, што триезно мислио, то пијано говорио. Така и со подсвеста и свеста која излегува. Иде, да речеме, овој прием во Европската Унија, кои први држави од Балканот влегоа? Дали ви паднало на памет? Влегоа први Бугарија, Романија, Хрватска. Многу глатко, тие што беа сојузници на Хитлер. А Србија и Македонија што беа жестоки противници на исправната страна, кај се уште тапкаат. Иако Бадинте рече дека Македонија и Словенија веднаш треба. И веднаш измислија 300 работи. Измислија и тероризмот албански, тие ги сосна терористите. И веднаш се дојде до тоа, ни ги донесоа и во владата, сега тиранска платформа. Значи се оди на тотална деструкција. И нашиот суверенитет е тотално во деструкција. Клипников, гледате името Северна Македонија, кој за нас е навредливо, но сега бугарите и тој име не им одговара, бидејќи ако има Северна, има Источна Македонија, нели? И стравот кај бугарите на крај на денот е македонското малцинство во Пиринска Македонија. И ако еден ден некој рече таа Македонија е Источна Македонија, па дури во тој нон-пейпер на Меркел се инсистира да се дефинира дека името Северна Македонија се определува и значи има влијание само на територијата на денешна Република Македонија. Значи името Северна Македонија нема горе, веќе те инсистира на име Нова Македонија. Нова Македонија која е одродена од бугарските корени. Затоа и на Аснум се атакуваше и од грците и од бугарите, бидејќи на заседањето на Аснум има представници од сите делови на Македонија, и од Егијска, и од Пиринска, од Вадарска, плюс представници на историското ВМРО. И точно гледате, значи концепт и стратегија како се било. Васко, ти нема што да одговорам, ја ти ја изложи тезата. Вие ќе дополните се. Да, само сакам да кажам ова северна, дали ним им одговара, не им одговара, дали нам не ни одговара. Нас не ни одговара. Тоа е геноцид идентитетски. Тоа го направивме ние кон нас, нашата влада на Заев и Квислиншката влада. За да се доврши тоа губилиште, уште купио сумина, знаете како се. Уште беше препорачено од Брисел да се употребат балканските методи, кои повеќе Брисел и Европа ги употребуваат колку Балканот, а ги
го набедиле Балканот, дека е митомански, дека е варварски, дека е, знаеш, а они цел свет ограбија со колонии, цели континенти, они се фини, цивилизирани, нели? Тоа е проблемот. Значи, македонците извршија злосторство кон македонците, пази. Ние сега го слушате и Пендаровски председателот и Заев, не го даваме идентитетот, јазикот, ова. Има работи за кои не се преговара, тоа е нивната формулација. Сега, а дали мислат тие дека ние сме заборавиле што рекла дека Заев на грците им рече дека крадеме туѓа историја? На тие што не оплячка, што јадат крвав хлеб од таа територија с која беше им беше дадена со Букурешткиот договор и после беше очистена со најкрваво со бомбардерите на Черчил. Затоа напиша една сјајна гркинка Анастасија Каракасиду во Америка, докторска дисертација, валда е цела книга, Полиња од крв, Полиња од жито, ридови од крв, преведени и на македонски. Грците и се закануваа со убиство, значи имаче. А Пендаровски, кој што го брани сега јазикот, рече дека го се етнички бугарин. Па што ќе бараме ние, кој ќе ни го брани идентитетот, каков председател и каков премиер? Ние мора да го погледнеме тоа. И не смееме да кукаме, да се жалиме само на соседи, на тиранска платформа, на Грци, на бугари. Ние мора да погледнеме кај себе, да ги видиме овие кои се, ајде, вика дека е грубо да речеш предавник, вислинка, што се ако, речем така. Вие барате и наградата на Заев да му се одземи, бидејќи пред неколку дена нели доби награда. Да, од Фридрих Ебер. Да. За човекови права. А видите, не може да добие награда за човекови права, бидејќи ги има изгазено човековите права, бидејќи најголемо човеково право е да се идентификува како македонска подредена нација. Ние македонски не верувам дека друг ќе реагира кај нас, бидејќи знаеме. Вие како македонски состојбата, македонски манифест, барате да не му се даде награда. Се уште не сме, ние подготвивме едно писмо кое е во тек. Значи во подготовка ви е писмо. Во подготовка, овие денови ќе го пуштиме до германската амбасада, да го проследи до фондацијата, каде што изразуваме жалење дали поради намерно незнаење, јас мислам поради намерно незнаење, му ја доделиле наградата, од и таква фондација која дава награда специјално на тема човекови права, не може да не знае што се случува во Македонија и кој е тој човек. Бидејќи фактички Заев го прекрши основното човеково право во повелбата на ООН се вели Јус Когенс, нели, на самоидентификација на идентитет со преименување на својот народ во Северен. Клетников, Нобелова награда ќе добиеше за тоа. Значи, сега да ви кажам и со Нобеловата што е, значи, да добие Нобелова награда. Значи психолошки ако земеш, он е марионета. А марионета пак мора психолошки да го играш, кога сакаш добро да го држиш во кондиција. Да ти танцува. Му ветија нове, бидејќи тогаш беше густо. Македонскиот народ со бојкот, со ова се бунеше, сепак знае Западот дека тој не е до толкова немичен да ја сложи главата на трупеци и нивната просветителска гилотина од Бастилија да падне и веднаш да му ја пресече. Знае и значи идеја преку марионетска влада, преку марионети. Видете, сега јас чув дека имало на некои портали сериозни, дека чешката влада има документ дека го осудила Бојко Борисов затоа што пред 20 години крадел коли во Чешките. Имаше некои. Така, дали е вестено, но Заев наш е аболиран од криминал дојде, нели? Сега, што ви говори тоа? Тоа ви говори дека Западот сегде во слабите системи, кои Черчил викаше, Божем, треба стабилни да ги направи, за да ги ограбуват. Стабилни системи правиме, велеше. Краставици криви, да ми простиш на изразот. Тој беше вториот фашист по Хитлер. И се покажа со тоа, со бомбардирањето на деца пеленачиња во Егејска Македонија. Ја исчисти најбрутално со бомбардери
И така почна европскиот фашизам кон Македонија и воопшто. 48 веднаш тука. Затоа рече еден умен, најумен човек во Западна Европа, писателот и хуманист голем Томас Ман. Он рече, Хитлер го победивме, но не и фашизмот. И тоа се покаже врз македонски пример. Неколку пати Европа го прави тоа со бомбардерите на Черчил. Тоа го прави. 48 после со Лисабонската декларација. 92 година беше кога се забрани на една земја да влезе во цивилизација ако не си го смени името. Да го нема зборот Македонија. Да, добро, значи, не само да го смени името. Да се самоуништи. Туку зборот Македонија да не биде содржано во новото име, да биде некоја централна балканска република. Да го избриша главниот идентитетски белег. Така не постои. И сега со преименувањето конкретно, и сега со Бугарија исто е значи, тоа е континуитет. Мириса на фашизм. Тоа е континуитет. Апсолутно, тоа е почнало уште од Византија кога и така натаму, и за тоа треба некој наш историчар да напише книга, ама кој... Че гледате, 3 или 4 точки се на бугарската стратегија кон Македонија. Имаме заеднички корени и вие тоа го дефинирате како една шизофрена политика на Бугарија. Јазикот е западен дијалект на бугарскиот јазик. Не. Тоа е втората бугарскиот јазик е дијалект на македонскиот. Затоа што како што и рускиот јазик, затоа што и нивните, видете, Васко, е дијалект на и македонскиот. нивните академици пишуваат за тоа дека тие дошле со татаро-монголски јазик, протобугарскиот, дека дошле како татаро-монголи, основале државата, но овде го примиле јазикот на на жителите што биле тука. Тие, а кои жители биле тука? Не одговара, значи биле македонските Словени. Ние доаѓаме до прашањето, ние доаѓаме до точката, значи они го примиле јазикот, но не кажуваат од кого го примиле. Они го и преземаат јазикот од нас и биваат христијанизирани од нас, се. Што мисли, Клетников, ај на теза да... Ако се србите тука присутни, нели, како што велат србите најстар народ, а бугарите доаѓаат имат комуникација и со србите, што не го зема српскиот јазик? Туку го зема баш македонскиот јазик. Тоа ги боли. Нели? Што не го зема српскиот јазик? Македонскиот ги боли, тоа ги. Што не го зема хрватскиот, што не го зема босанскиот, што не го зема романскиот јазик, бидејќи во Добруџа беа први, па и дури и кодификацијата за твоите слушатели сакам да изнесам во врска со јазикот, сега се сетив еден личен куриозитет. Кога бев секретар на Македонскиот пен центар, ние договоривме со бугарите да размениме 2 антологии поетски на пен, поетите бугарски и македонски. И прво ние направивме една извонредна убава антологија. И јас добар дел од песните на бугарските поети преведов во неа. И после требаше македонската да излезе во Бугарија, нели како размена. И ние ги поканивме во Скопје да подпишеме договор, они рекоа не, вика, ние бевме да возвратиме со гостопринството, дојдете во Софија. Бевме ние една делегација таму и се видовме, малце пивнавме некоја чашка за да потече разговор. И кога дојде, проблемот дојде, кога стана, ние знаевме зашто се работи, кога стана работата како да се подпишуваат преводите. Ние нормално инсистираме дека песните на Ефтим Клетников или на Блаже Конески онај се преведени од македонски. Не, они инсистираа превод од оригинала. Чекајте бе, како? Кој е оригиналот, така е? Македонски? Не, па не, и толку беа брутално си е тоа, не ја завршивме работа. Не се договоривте? Не, после отидовме во кај Левчев, сега покојни, кој доби златен венец, ние бевме добри пријатели, дома не покани, отвори шише виски, малку се поднапивме и изгледа им се отвори вентилот. Еден таму симпатичен Нино Николов, кој не укажувате по име. Кој одеге Ки го затвора таму, не укажувате по име. Да, не, тој е покојен. Добро, го затвори, им превел се од унгарски поезија и ми вика така се опушти малку, абе Ефтиме, шо правиме, вика ние,
Ако вика се сложиме дека се ваши, вика и Кирил, и Методи, и Климент, и Наум, нема ништо да ни остане на нас. Вика, Ки му остане тоа е проблемот. преслава ки му остане. Викам, имате вие доволно, викам, не, сите народи имат личности на кои да се. И после после се договоривме некако легнаа на брашно да не испадне скандал, ние им објавивме, а тие некако пристанаа да пишува од македонски превод. Ама што се случи? Ние немавме проблем со нивните преводи никакви. Преведовме тоа. Се јавуват од Бугарија, тешко им е да преведуваат јазикот. Не може да го разберат. И бараат некој олеснител, рече. И јас престојував 10 дена кај Невена Стефанова, бугарската поетеса, со нивната преведувачка екипа да им објаснам. А бевтиме, ние не знаехме дека цвет е кај вас цвти, тоа што цвти, вика, а кај нас е боја. Бојата е цвет, ја вика, или вредно кај вас е нешто што е со труд, а кај нас значи лошо. Вредно. Абе, викам, другари, викам, българи, викам, нели викате, ние сме исти език, а јас 10 дена киснам со вас, викам, да ви го толкова вашиот диалект. Значи, има такви што се, имам и други, ја че пишувам еден ден за нив, значи, тука е проблемот, тие се диалект, македонскиот јазик, и нивниот јазик како нашиот е аналитички, значи се задржала таа структура, другите јазици синтетички станале, падешни, српскиот, рускиот, така, знаеш, после еволуцијата. Меѓутоа, тоа е основа на сите јазици словенски извираат од македонскиот. Земете ја енциклопедија Британика од 32 година, ќе го видите, има табела најстари 5 јазика, индускиот, иранскиот, односно персискиот, германскиот, латинскиот и македонскиот. И има графи кои јазици извираат од нив. Од графата македонски, бугарски, српски, белоруски, чешки, словачки, руски. Значи, тоа е, видете, британска, британска енциклопедија, тоа не е шега. Значи, Клетников, 250 милиони словени од нас учат јазик. Тоа не може да прифатат. Тоа ги боли. Гледате која е сега хистерија се извино. Иначе, види, ние се срамиме да го наречеме старомакедонски јазик. Тој јазикот на Кирил и Методија, бугарските, најдрско старобугарски, што нема врска. И нашиве лингвисти се плашат како ѓаволот Темјан да го речат тоа, што е многу чудно, парадоксално. Барем да цитираат некои светски слависти кои го прават тоа, да речеме, има двајца врвни светски слависти, мислам на самиот врв на Хималај, да речеме Андре Вајан и Андре Мазон, кои него го именуваат како старомакедонски јазик, не стар. Кај русите Бернштајн и Иванов, светски слависти. Ово Иванов беше на универзитетот во Лос Анџелес, предаваше и славистика и македонистика. И сега, зошто ние се срамиме да одиме кон длабочините на идентитетот. Некако така не довеле во еден грч, така не испрале, така не искомплексирале, не исплашиле. Донесува, да, ко глувци некој тамо до зид, некој исплашени тамо. Не треба, пат, види, јас... Видите, Клетников, која хистерија во Бугарија се прави околу Јосип Брз Тито сега, пред 3 или 4 дена изјавата на Захариева, на госпожата од Пазарџик. Они не може да му простат на Тито што го донесе Гоце Делчев во слободна и независима Македонија. Тоа не може. Тоа е нивно национално понижување. Они толку се обременети од комплексот од Македонија и толку ги мразат тие што го признаваат македонското битие меѓу бугарите. Пази, Георги Димитров е, според мене, не само според мене, една од најсветлите, ако не најсветлата, ако не најсветлата личност во модерната бугарска историја, тој кој знамето на пролетерите го заби на Рајхстагот. Само со помош на Георги Димитров, колку толку успеа да не останат на таа темна страна. Фашистичка страна на Втората светска војна. Зошто ги сврлија, шо мислите, од мавзолејот неја? Заради неговата подршка на македонците.
Не може тоа Тие да го тотално десакрализира најсветиот човек, го фрлија на ѓубриште, на заборав на историјата. Ама Токму по македонското прашање. Да, токму по македонското А оно прашање. И тоа кажува дека кај нив е обновен тој варварски инстинкт, фашистички кон Македонија. И не можеме, не треба ние... Мене ми се гади од тие политички флоскули, ама ние сме пријателски народ, не сме пријателски народ. Како можеме да бидеме пријателски народ со хиени? Кои сакаат секој смиг да те голтнат, да те понижат. Како можем јас со Каракачанов, еден Дибек, да ми простиш, тој Дибек. Тој е шизофрен тип, и Ковачев, и такви. Џамбаски. И Џамбаски, и Захариева, и да се... А овој се крие за нив, Бојко Борисов, знаеш. Оди тамо, Малини бери, цреши бери. Пожарникари. Асфалтира улици, да. И овој, шо бил, телохранител тамо, знаеш. Така да треба отворено да погледне. Они говорат за комунизам, цела елита им е комунистичка. Таткото и Каракачанов се соработници на бугарски служби во комунизмот. Бојко Борисов е бодигард, телохранител на последниот комунистички лидер Тодор Живков. Они нас не зборат за комунизам. Они нас не зборат за большевизам. Они нас не зборат за Коминтерна. Значи видите кои се тие замени на тези кои они ги прават. Да, па види, тоа се тезите на фашизмот. Лажирање на историја. Тоа се тезите на фашизмот, пак излегуваат од подсвест. Они не можат да ја скријат подсвест. Атака против комунизам, против Коминтерна, против Русија. Значи се што не е фашистичко. Се што е комплекс. Сами се разголуват до крај. Колку не имале комплекс кон нас? Кога ние сме оделе таму. Две червени, чорапогашти, давки, данки и така натаму. Кој комплекс било тоа? Па и сега ништо не добија тие од Европа. Тие јас велам, освен простотилак и проституција, тие ништо не извезуваат во Европа. Ништо во изминати 20 или 15 години. Па Европа сега малку се и кае што ги примила, меѓутоа ги примила други причини. Иначе видите, ветото, самото вето, консензусот на Европа е фашистички. Антидемократски модел е тоа. Тотално. Погледнете. Не може ти една Бугарија сега фашистичка да ги оценува. Значи и Европа е така. Значи гледате, ветото всушност продолжува тамо кај што застанува логиката, кај што застануваат преговорите, кај што застануваат фактите. Во моментот кога вие не може да убедите некој со факти, со логика, со податоци, тогаш вие користите топус. Користите сила. Ветото топус. Тоа е таа монголска психологија. Да ја уништите. Ама што да правиме со Европа која се представува како демократска? Па добре, Европа настана на договор Франција и Германија да не стане трета светска војна. Да дефинираме што е Европа кога збора. Европа не е Унгарија, Европа не е Хрватска, Европа не е Србија, Европа не е Чешка и Словачка, Европа не е Литванија. Европа е Германија, Англија, Франција, Холандија и Белгија. Тие се кои што се најколонијалистичките, во позадина е веќе Шпанија и Португалија што биле, тоа се. И сега да биде символиката поуверлива, седиштето е во Брисел, во Белгија, кој има еден крал Леополд кој ги сечеше раците и прстите на конгуанците. Ги ликвидираше најжестоко и им ги исцицаа сите диаманти, Конго е познат по диаманти за нивните бриселски палати. Тоа е Европа. На секој чекор имаш символи за нивното плячкање, за нивното... Што ќе ни говорат за демократија, тие се богати, зошто се богати? Затоа што се натрупаа богатство од цели континенти ограбија. Черчил што велеше? Ние создаваме стабилни системи таму, за да се ги... Какви стабилни системи создадува во Африка? Африка ја претворија во некоја лабораторија за испробување на нивните вируси. Таму ја пуштија и болата. Таму ја пуштија сидат, ако се сеќавате. Само кај нас короната ја пуштија. Короната им се врати и на нив, ама тие што ја пуштија се заштитени. Знаеш, тие знаат точно до кога ќе трае, како да се заштитат. Да, по сценарио е направено. По сценарио е направено. Види се. И толку е подло направена, конструирана, да не знаеш од кај да се браниш. Знаеш, воопшто.
Грипот знаеш од кај, овде не знаеш од кај. Клетников, толку е голем македонскиот комплекс за бугарите? Не можат со генерации да се ослободат од македонскиот комплекс. Не, тие ќе страдат, тие се болни, тие се психолошки болни, иначе Во однос на именно македонското прашање. поради Македонија, тие не можат. Тие знаат дека е тоа крадено. И Кирил, иако они подкупија, и научниците се подкупливи. Они подкупија многу слависти. Ги чекаа во Бугарија со месеци по хотели, ги хранат, појат награди, пари даваат исто. Фрла големи. Што мислите дека научниците се злато, не се, така да има исто во славистиката многу голем број научници кои ја прифаќаат бугарската теза Кирил и Методи дека. Ама има и македонисти, еве ја ви кажав овој Андре Вајан и Андре Мазон, врвни светски, Бернштайн и Иванов од Русиве, па во една комисија јазичка, каде читав една бугарска славистка која била студентка на Бернштайн во Москва, која се застапувала за тоа дека е различен јазик македонскиот, бидејќи му верувала на големиот учител, веднаш изфрлили од комисијата, сега скоро било. Не се сеќавам на нејзиното име. Клетников. И видите, и нивната академија е тотално шизофрена. Гледате, тие се монолитни, какви академици? Тие се монолитни, со главата на еден Каракачанов се монолитни, академиците. Не чувме од таму противен глас, со главата и мозокот на Бојко Борисов се монолитни. Кој е монолитен? Тој што е авторитарен? Да. Тој што има комплекс, тој што не верува, тој што со сила сака да наметне одредено мислење. Ветото е всушност најдобра парадигма на бугарската шизма низ која поминуват. Комплексни тој е парадигма, тие се спремни значи да не скршат. Само да не заборавиме, тој е парадигма на Европа. Комплексот на Европа кон Македонија. Се согласувам, тоа го дефиниравме, но гледате не говориме се за Бугарија. Значи тоа вето, тоа е топус. Значи тие влагаат у две балкански војни да не уништат и сега се спремни да влезат во војна. Да. Таа војна се вели вето. Значи ова е трета балканска војна на бугарите во однос на македонското прашање. Јас се плашам да не настане некоја фактичка војна овде, оти Македонија е минско поле веќе. Затоа, види, тука Грција не се откажала од овие, се уште не е сигурна дали сме идентитетски ликвидирани. Бугарите се тука, види, албанците имаат голема аспирација цела Македонија да ја лапнат. Тие прво идеја на запад, но сега не им е со тиранската платформа одат до бугарска граница. Ако некој бара двојазичност на цела територија на Македонија, тој не се задоволува само со западна Македонија. Тоа е јасно е. Сега и види, ние доживеавме една... Јас немам ништо за цела територија, во ваша Малешевија, значи тоа е саква ваша Малешевија. Јас немам ништо против Бујар Османи. Ама тоа е страшна иронија сега. Некој за идентитетот Бујар Османи да го брани македонскиот идентитет од бугарите. Прво, Бујар Османи што знае за македонската историја, за историјата со бугарите ни столетија. Второ, дали има он болка македонска во себе? Таа одбрана мораш да имаш ти онтологија, мораш да имаш психологија за борба, болка, копнеш, визија. Значи тоа е, јас го слушав некои флоскули таму, ама треба, ние пријателски. Значи некои тресе човек од некои политички фрази, безвредни, без ништо не кажува. Значи, тоа е очајно, а меѓутоа не може врз него да ја фрламе вината, пак ќе повторам, ако еден Заев на грците им вели крадеме туѓа историја, што значи имплицира и тоа дека сме им букрали и ги крадеме Кирил и Методи на бугарите. А овој пак, кога ни се краде најсветата личност во историјата модерна Гоце Делчев, председателот пак вели етнички бугарини. Ај да речеше само бугарин, некако ќе го браневме Гоце. Ама со тоа етнички бугарин заховува кленци во него, како они римските војници на Голгота на Исус Христос, да не може да го откачиш. И што бараме ние сега да не бранат тие, демек не сме го давале идентитетот, не. Тоа е хипокризија, не.
И што реков, и таа награда што му е дадена на Заев, сега е втората стапица за да попушти, да се стопиме во Бугари едноставно, за конечно да се стави крај, бидејќи Букуреш, сега се реализира вториот Букуреш, не е завршена уште работата, по друг по-софистициран начин како го решаваат сега, не е со тоа крваво парчење, меѓутоа пак е крваво тоа, крвари македонското битие. Не понижуваат до крај, не обезличуваат една Европа која се смета просветителска, која искла илјадници глави на Бастилја да го воведе просветителството и цивилизацијата. Зашто? За ова? Па Европа самата ги измисли двете светски војни. Тие силите што ги кажав ја, Англија, Франција, Германија. И првата и втората, каде одведе на касапница за свој профит, тоа се профитабилни војни, одведе милиони младичи и девојки, 14-15 милиони во првата светска војна и 40 на милиони нејзини младичи и девојки. Видете како е таа една структура ментална садомазохистичка, па она ќе се грижи за Македонија, за македонците демек. Така, или американците, како да кажам, кои се исто еден вид, како да кажам, вомбрачно дете на англичаните. Исто. И сега сме у трета светска војна. Да, таа се води. Која е во тек? Комбиниране, И повторно- маско комбиниране, биолошка, физичка, бомбардерите не застанале војните. Значи, клучно е да преживееме. Јас сега Ако преживееме, сега се плашам ќе можеме дека да се новиот спасиме. председател на Америка само што ќе седне во фотелјата, ќе тргне по патот на Обама. Рече он дека ќе обнови американската моќ. А што значи тоа? Американската моќ сега се потпира на варварство. Како варварство? Цели нации да се избомбардираат под претекст на стабилни системи, како што вели Черчил, на демократии, а фактички да се извлечат нивните материјални ресурси и да ужива Америка во богатство, а другите во сиромаштие. Тоа е. Клетников, фала многу. Саат време разговараме. Ова, Ви беше задоволство. и мене поздрав до вашите гледачи. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Вечерва интервју со Ефтин Клетников. Се надам дека уживавте. А ако уживавте во ова интервју, ве најавам ново дружење недела 22 часот. Ќе имаме едно одлично интервју, едно бомбастично интервју, кое сигурно ќе ви се допадне. До недела во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде и да си.